Втор ден од глобалниот самит на жени лидери, организиран од Сојузот на стопански комори на Македонија, во соработка со Сдруженијето на бизнис жени и Светската бизнис организација Македонија. На овој дводневен самит промовирана е глобалната платформа на жени лидери од јавниот и приватниот сектор, во која за прв пат се вклучени жени лидери од Македонија. Дел од денешните панел сесии беа и министерката за информатичко општество Марта Арсовска-Томовска и директорката на Управата за јавни приходи Анастасија Илиеска. Тие го потенцираа значењето, односно важноста на улогата на жената во општеството, како и потребата од нивна што поголема вклученост, особено во сфери кои стереотипно се класифицирани како дел од машкиот свет. Во мојот свет има доста жени, или пак ја полесно сум соработувала со жените, иако не се исклучок и тука и мажите, иако претходно мојата функција била во Министерство за внатрешни работи, каде што помногу бројни се припадниците вработените во машкиот свет, но сепак жените се оние кои што со нив секогаш си јасно и нечисто, и со нив секогаш се знае каква е реално работата. Тешко е, не е секогаш лесно, но сепак мислам дека она кое што порано предрасудите мажи или жени, дека во текот на времето самите ние, не спомнувајќи ја на некои одредени функции, веќе полека испарува. Ние сме тие кои што ја правиме таа дискриминација, мажи или жени. Пораката која што јас сакам да ја пратам пред овој форум овдека на жени, пред вас новинарите, е тоа дека навистина сите треба да работиме на промоција на професиите во областа на технологијата во нашата земја и сите оние кои што ни се блиски, деца, роднини, пријатели кои што се на возраст, и мажи и жени, особено девојчиња, заради тоа што постои некако мит дека информатиката е машка професија. Да им кажеме на сите убавини на оваа професија, на сите можности кои што ги нуди оваа професија и со тоа да им обезбедиме сигурна иднина, заради тоа што работни места во технологијата стануваат се подефицитарни во Македонија и секаде во светот и оној јас помеѓу можностите и потребите е се поголем. И затоа, ако сакаме да им помогнеме на децата, да имаат сигурно работно место, убава плата, пристоен живот за нив и за нивните семејства, потребно е да размислуваат за кариера во технологијата. На глобалниот самит вчера и денес говореа жени лидери од различни области и позиции, кои со своето работење оставиле печат на национално, регионално и интернационално ниво. Можам да кажам дека благодарение на македонското женско лоби и залагањето на сите политички партии на пратеничките листи на изминатите избори имавме 40% на застапеност на кандидатки за жени парламентарки. Во пресред на локалните избори, секако со законската квота, ќе има и 40% застапени жени советнички, но би сакала да истакнам дека треба да се залагаме за повеќе жени градоначалнички, кои што за жал за изминатите локални избори имавме многу малце жени градоначалнички, секако со формирањето на новата влада повеќе министерки, односно жени министри. За разлика од минатото, во последно време жените се повеќе се вклучени во политиката. Во Собранието на Република Македонија се поголем е бројот на парламентарки кои преку својата позиција имаат можност да ги искажат ставовите и да ги заштитат правата на жените.